почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука пратениците од ВМРО ДПМН до собранието да достават иницијатива за опфаќање со амнестија на лицата вклучени во немилите настани пред и во парламентот на Република Македонија на 27 април 2017 година. Социјалдемократскиот сојуз со доаѓањето на власт и по воспоставувањето на целосна контрола врз сите државни институции, судството и обвинителството, ги ослободи од затвор Агим Красничи, човек кој во 2004 година под опсада го држеше цело Скопје и беше затворен за цела низа на тешки криминални дела. Бајруш Сајдиу, кој е осуден за редица тешки кривични дела, Велија Рамковски, кој исто така беше дел од низата ослободени, а беше осуден за поголем број на кривични дела, како и Сеат Рахич, брат на екс-пратеникот на Социјалдемократскиот сојуз Есад Рахич, кој беше осомничен за растурање и продавање на дрога, исто беше ослободен од оваа власт и беше ставен во погон на партијата и предизвика инцидент физички напаѓајќи го председателот на партијата Гром. Имено, владата на Социјалдемократскиот сојуз, уште со доаѓањето на власт, почна со спроведување на целосно безредие во нашата држава. Владата на Социјалдемократскиот сојуз целосно, тенденциозно пред почетокот на изборите, на владина седница усвои закон за амнестија на околу 1050 затвореници, меѓу кои голем број од нив се обвинети за сторени тешки кривични дела, како што се дела тешки телесни повреди. Резултатот од таквите действија на владата е видлив веднаш по изборите. Пукање пред штабовите, напади со нож и заплашување на нашите граѓани на секој чекор. Социјалдемократскиот сојуз дополнително превзеде обврска преку тиранската платформа за ослободување на обвинетите во случајот Монструм. Социјалдемократскиот сојуз, кој под своја капа го има целиот правосуден систем, издействува обвинителството да побара укинување на судската извршна пресуда против лицата кои извршија свирепо убиство на 5 млади лица додека ловеле риба во Смилковското езеро. Случај познат во јавноста како Монструм, чие судење и пресуди не само што завршија пред кривичниот суд, туку беа потврдени и од апелациониот суд. ВМРО ДПМН согледува дека Македонија во континуитет веќе неколку години се наоѓа во тензична политичка ситуација, која негативно се одразува во сите аспекти на нашето општество. ВМРО ДПМН сака да придонесе за релаксација на политичките тензии во Македонија и помирување на нашите граѓани. ВМРО ДПМН сочувствува со повредените пратеници од 27 април и не се согласува со насилството. Но во ситуација и услови во кои од затворите се ослободуваат тешки криминалци, извршители на тешки кривични дела, трговци со дрога, оружје и многу други тешки кривични дела, сметаме дека е неправедно било какво гонење на лицата учесници на немирите од 27 април. Од тука, Извршниот комитет на ВМРО ДПМН информира дека покренува иницијатива за итно и неодложно ослободување и амнестирање на сите лица кои извршиле одредени законски прекршувања во инцидентите пред и во парламентот на Република Македонија на 27 април 2017 година. Ви благодарам.